Токму така, еден ден во текот на летниот период штипјани од своји познати причини не влегуваат ниту во речна, ниту во базенска, езерска, а најмалку морска вода. Зошто се овие прикриени нивни стравови кои што како што велат тие се базирани врз нивно верување дека токму на овој ден илин ден ако влезат во водата тогаш и може да се случи нешто многу посериозно по нивните животи. Тоа го подкрепуваат со фактот дека во средината на 80-тите години, неколку години поред црната хроника бележи губење на животи од страна на штипјани кои што се удавиле во реката Брегалница и градскиот базен. За овие митови и легенди, за овие како што јас би рекол всадени стравови кај луѓето, кај граѓаните на Штип, разговараме со протоиерей Ставрофор господин Никола Ѓорѓев, кој што ќе ни го каже ставот на Брегалничката епархија токму за овој ден како го гледаат штипјани. Оче, нека ни е среќен празникот Илинден и веднаш на почетокот директно од ваша страна. Како гледа Брегалничката епархија на овие стравови кај повеќето граѓани на Штип? Човечкиот род уште од Адам и Ева започнал да биде склон кон оправдување за сите несреќи, маки и болести, да ги оправдува преку пренасочување кон друг. Односно, Адам се одбранил за својот грев со Ева и тоа продолжува и до ден денешен. Да луѓето, место да ја барат грешката во самите себе си, бидејќи сите несреќи, болести настануваат поради нашите гревови. И ние сме причината што настануваат секакви несреќи. И затоа не треба да се сврзува името на светиот пророк Илија со ваквите несреќи, туку сето тоа треба да се пренасочи во нашите срца, нашите души, да го бараме оправдувањето во нашите гревови. И доколку не се покаеме за гревовите, болестите ќе не напаѓаат постојано, а Бог, кој е Бог на милоста, допушта, по наговор на ѓаволот, допушта секакви болести на нас луѓето, не за да не искушува тој, туку ѓаволот ни искушува, но Бог ни допушта вакви искушенија за да ја зацврстиме нашата вера и да дојдеме до Царството небесно, да се покаеме за гревовите, бидејќи секој грев е последица со телесна болест. Доколку се покаат, доколку ја прочитаат молитвата, има ли можност овие стравови да исчезнат? Секако. И не треба да се барат помош од бајачи и гатачи, туку помош треба да се бара од Господ Бог, да се молиме постојано, а секако тоа подкрепено со покаяние, исповед и света причест. Доколку постојано не се соединуваме со телото и крвта на Господа Исус Христос преку светата литургија, секогаш ќе има болести и секако гревовите ќе се продолжуваат. Особено денеска кога е еден од најголемите верски празници. Да, денеска имавме свети литургија насекаде, но повеќето наши верници и сограѓани милуваат да отидат некаде на викенд, отколку да ја посетат светата литургија, па потоа да продолжат да го слават овој религиозен празник, црковен празник и секако и национален празник. Благодарам. Студио веќе ги слушнавме ставовите на Брегалничката епархија дека сепак има решение, има излез да се надминат стравовите кои што се всадени кај повеќето граѓани на Штип во однос на водите, освежувањето токму на овој ден.